Добре дојдовте во Што нејасно, јас сум Љупчо Цветановски. Мојата облека е солидарно со Тони Менкиновски и прекршочната безобразна пријава за, верувале или не, веење на македонското знаме. Еве им уште една прилика. Мој денешен гостин е професор доктор Солза Грчева, председател на Глас за Македонија. Добре дојдовте, професор. Добре ве најдов. Професор, ке живееме во време кога се казнува за веење на ни помалку ни повеќе македонското знаме. Тугите се добре дојдени, никогаш немало казна за такво нешто, но за веење на знамето на со кутлешот наш имаме прекршочна пријава, преседан. До првак имаме разни пријави за се што значи македонско, за се што значи наш идентитет. Ја не гледам никаква причина, секој носи се, гледаме по маиците, доколку некој не го загрозува или не го навредува, се може да се носи, поготово нашето национално знаме. Ја не сум за тоа да го игнорираме нашето државно знаме, имам голема почит кон него и ние мора да се идентификуваме и со нашето државно знаме, но ова е нашето национално знаме. Според тоа, мислам, навистина е дегутантно да се казнуваат. Знаете, во една држава во која што не се казнува еден огромен криминал во кој што ни се случува, една држава која што држи заробеници од 27. април со години во зандани и нема намера да го обнови тој процес, колку што гледам, истовремено амнестираше кого стигна. Што да се каже за таква држава? Што да се каже за таква држава, освен дека не работат институциите, односно дека имаме држава која што е подгазена, која што е едно подгазена од елитата, така наречена од натре, меѓутоа да не се лажеме и многу големо влијание од надвор. Така да се до тогаш додека не се освестиме дека сме суверена држава и покрај се, нам ке ни се случуваат еве вакви бедни примери, бедни работи. Настрана што зборуваме за екипа која што испоутна еден куп знамења, го промаши знамето на Австрија, на Словачка, го преврте на Црнагора, па направи карта, односно поштенска марка со Павеличева фашистичка Хрватска, значи думстери на секое поле. Сега им запречи ова. Покажуваат незнаење, знаете, јас тоа секогаш сум го тврдала, дека дел е од неработење, хронично неработење, дел е од лакомост, алчност и крадење, корупција насекаде, буквално насекаде, но дел и од хронично незнаење. Знаете, многу од тие луѓе и лично ги знам, од овие од врхушката, кои што не водат, тоа се полуписмени луѓе, дојдени од разни невладини организации со сомнителен карактер, и сега тие ви изигруваат министри за едно, за друго, за трето. Навистина неам доверба во таквото водство. Зборуваме за држава со 14 доверба во судството, 13 доверба во обвинителството, која што сега имаше еден правно-политички, национален, каков и да не е преседан, со бугарскиот секретар, македонски државјанин, кој што нема ни бугарски пасош, но е со бугарска самосвест, како што вели Радев ликувајки. Се тоа што се случи, што наликуваше според многумина дека протекторат е поим за ова што се случува кај нас протекторатот, тек треба да го стигнеме, ние не сме дури на тоа ниво, доаѓа странски авион, го зима, реагира, кривичари реагира, кој веќе не дека не може така, има милиарда забелешки, но еве, се случи тоа што се случи и сега имаме еден човек кој што решил да биде нешто, а при тоа бил во тепачка, скрада од такви работи, но нели човек со криминално досие кој што стана инстант маченик и нели пример за некаква. Добра, ќе ве прашам, тој со криминално досие зошто не одговараше до сега? Како го пуштиле во авионот? Да. Значи, ако е тоа вистина, дека се бавел, бил наркодилер и дека тоа е всушност пресметка во таа група, тогаш јас се чудам зошто институциите на време не реагирале.
Инаку сум самата против секој насилство. Утре може и мене да ме начекаат било каде, некои два-тројце да ме скршат од ќутек. Такво нешто не оправдувам, но тука има фелер голем во институциите наши, кои што не постапиле онака како што требаат. Јас се прашувам, ако човекот немал, ако имал некое дело во обвинителство, тој не ни смеел да излезе од држава. Полицистите билтени го кажуваат. Институциите ништо не направиле. И многу се политизира целиот случај, Бугарија го искористи да го исполитизира. Ја не знам дека кај нас не може да се справат во болниците со тие скршеници и така натаму, сигурно дека можат. Авион да се праќа за ваков еден случај, не знам. Меѓутоа, институциите се криви. Крива и оваа држава која што на време не донесе закон да не може кој што сака, со какво име сака да ни отвори со каква провиниенција. Не е битно само името, туку и намерата, што работи тој клуб, каква пропаганда шири и така натаму. Значи, не се спречија тие појави. Сега слушаме Бујар Османи ги охрабрува да отварат уште културни клубови во Македонија. Дали се тоа културни клубови, ние не знаеме. Ние не знаеме што на вистина се случува во тие клубови, поготово овој Ванча Михајлов во со такви имиња како може да бидат културни клубови. Во Битола се кажува дека се носат на големо архиви таму, не знаеме со какви книги, со какви содржини, со каква пропаганда и така натаму. Значи една отворена авлија, една отворена ливада на која што никој нема намера да стави врата, да ја огради, да постави правила на игра во таа ливада, макар натре. Добро велите, ова не е ни протекторат, ки има некоја атомна сувереност. Ова го нема, апсолутно го нема. Кој што сака може да прави овдека. И тоа го сватија, сите наши соседи го сватија. Пазете, злото почна со Преспанскиот договор. Да не се лажеме. И да не се лажеме во една друга работа. Дека грците ни се криви, дека бугарите ни се криви, па албанците ни се криви, и сите ни се нам криви. Тоа е лузерска политика. Ние сме криви. Так. Ние сме криви што ги дозволуваме овие работи. Значи, во собрание кога се гласа уставните измени, македонци ги гласа, овие беа само шлак на торта, албанците. Значи, македонци ги гласаа. И сега македонци вршат притисок да се гласат уставните промени и така натаму, што не е проблем сам за себе, но вратата што ја отвара тие уставни измени е повеќе од страшна. Меѓу другото, најстрашно од се е оној протокол што го потпиша миротворецот наш Метју Нимиц, односно Османи, што го потпиша со Захариева, кој што е тежок националист, во кој што ги знаете членовите од тој протокол, да не ги повторувам, каде што вие практично се откажувате од се собствено. Се собствено. И да не заборавиме, тоа не се бугарски уцени и бугарско вето. Луѓето многу грешат кога мислат дека е тоа така. Бугарија е слаба земја. Бугарија е најслаба земја во Европската Унија. Низиниот глас најмалку се слуша. Овие уцени ни ги испорачува директно Европската Унија и ние тоа никако не можеме да го разбереме. Уште од 19-та година од стратегијата за непроширување практично на Макрон, до неговиот француски предлог што не стигна, поради кој што еве и јас и ти протестиравме со денови на улици. Значи, овие сите услови ни ги поставува Европската Унија и треба да бидеме на вистина слепи и глуви за да не го тоа видиме. Се повторува историјата, оно што го кажавте, се сложувам апсолутно целосно дека ние сме виновни. Во истиот случај што беше со бугаринот наркодилер или не, што има презумција на невиност, но презумцијата на невиност во себе содржи презумција на вина. Нашите властодржци не почекаа ниту 2 секунди што се вели да се излезе со детали од случајот. Полицијата ги има за претходното што било, но и за самиот случај. Тие веднаш бугарското ќе беше провокација во обид, доколку останеше само на тоа што се случи, тие да кажат вака, така, онака, си го земаа со авиончето, што не смееше, не се случи, излегоа се натопорија
председателот кој што не знаеше за францускиот предлог, ама пак испадна дека учествувал во неговото создавање, оно истиот кој што да не беше председател ќе си се иселеше од државата, се натопори веднаш и Ковачевски Таче кој што меѓу другото има голема обврска кон никого. Никој не гласал никогаш за него, но тој е таму, нели? И тој се натопори со извинувања, со поддршка, не знаејќи што се случи. Презумцијата на невиност е презумција и за оние другите тројца. Не оправдувам, но и тие треба да се види што се случило, а не вака сите како прле пред магаре за Бујар Османи, да не зборуваме, не Бадијала го доби оној прекар Бугар, шега или не, но некогаш и му одговара. Значи сите работи се поврзаа и тогаш случајот го доби она што не требаше да го добие, таа димензија. Повторно, нашата страна, Волна Водници, учествуваше директно во нешто што требаше да биде безобразна и е безобразна провокација од туѓа земја, која што не почитуваше. Ова беше буквално, дојдова протекторатот слета и си зема нешто што не смееше да се случи. Повторно нашите, така? Повторно исклучиво нашите. Да. Како може некој да дојде и без ваша дозвола да го направи тоа? Мене денес прилично ми изнервира она изјава на Таче, нашиот премиер, кој што рече дека целиот овој случај бил со намера да се одвлече вниманието од нашата европска агенда и европски иднина. Ве молам. Интеграција кои не постојат. Значи, кои не постојат. Ако е за одвлекување на внимание, доволно време тие го одвлекуваат вниманието од реалните проблеми на граѓаните во оваа држава. Значи, не можете вие да чекате да ве всели некој во некој замок, при тоа живејќи во колиба која што прокиснува, влегуваат глувци и така натаму. Имате работоспособни сте, имате колку толку пари тоа да го закрпите, да го средите, да го цементирате, да го затворите покривот и така натаму. Ништо од тоа не правите, ги оставате луѓето на ледина да живеат во една крајна сиромаштија и чекајки некој да ве всели во некој замок за 7 гори. Не постои таа работа. Не постои таа работа. Да не збориме во која каша и во која кал се наоѓа во моментот и Европската Унија. Со енергетската криза, со рецесијата која што и тропа на врата и така натаму. И сега ние вечно слушаме дека треба да се стрпиме додека они изработат варијанта за не се знае колку децени, да ние влеземе некогаш во Европската Унија, веројатно тоа ќе трае колку што ќе трае и градбата на железницата за Бугарија, колку што ќе трае и патот до Охрид, треба да ги изгради. Веројатно побрзо ќе влеземе отколку да го веројатно побрзо. Значи, а до тога што ќе се хибернираме? Ќе заборавиме дека ни се случува страотна корупција за која што и американците реагираа. Ќе заборавиме дека во сред енергетска криза целиот естеблишмент наш поседува енергетски компании. Случајност? Ја не верувам во коинциденции. Не верувам во коинциденции. Некој ќе многу пари ќе заработат од оваа наша неволја енергетска криза. При тоа, треба да заборавиме дека се е поскапено и тоа драматично поскапено. Знаете, во Европа, што е во енергетска криза, која што самата си е предизвика со тие енергетски санкции, во Европа не е така поскапено. Ништо не е толку поскапено. Животот тече повеќе или помалку нормално. Ова е воено профитерство, што е ова? Ова е страшна работа, ова е навистина воено профитерство. И сега ќе ни држат лекции како на мали и недоветни деца, дека еве сега со отварање на кластери, со отварање на поглавја, ние ќе почнеме да ја средуваме државава. Па што ви сметаше да ја средувате и до сега? Што ви сметаше? Дали Албанија, еве аз зборевме и претходно, чекаше да влезе во Европска Унија па да направи фантастична патна мрежа? Каде кај нас таа патна мрежа? Без патна мрежа, без инфраструктура, без прекорна, каде ќе има инвестиции? Без правна држава која што сте дуизирале цело судство и цело обвинителство, значи сте го партизирале, независно која партија е. Како ќе чекаме ние инвестиции? Од тие инвестиции се живее, од што друго се живее?
Значи, ние имаше милион работи што требаше да ги направиме, а не да чекаме годо, ќе чекаме ние со децени и со години. Затоа ми изнервира и ме навреди она една флоскула која што денес ја изфрли, дека ова е одвлекувањето европскиот пат. Да престанеме да збориме за тоа. Нека се работи од страна, кој што може нека работи. Меѓутоа, да ти си наоѓаш оправдување за својата тотална немоќ, за своето тотално незнаење и својата тотална алчност да изграбиш се што постои во оваа држава, само во име на нешто такво, тоа е навистина безобразно. Знаете, Европа ни ја представуваат како врвна демократија, вредности и така натаму. Но дали е? Значи, демократијата веќе стана најзлоупотребуван збор. Тоа стана догма, идеологија, против која не смеете еден збор да кажете. Веднаш ке ве прогласат за евроскептик и така натаму. Па ја не се сеќам во комунистичко време да имало ваков прогон на луѓе и вакво етикетирање на луѓе. Како во време на короната што беше мислење. така, да. И сега да. што? Што треба да ми направат? Што треба да ми направат? Навистина ми е дегутантно кога веќе исти фрази ги читам цело време. Маричич отишол и лобира за уставни промени, ветува, кластери и така натаму. Што направи Маричич како министер за правда? Так. Дали го среди правосудството? Дали го направи независно? Ништо не направи. Так. Го стигна на 18, да. Дојдене од невладината организација каде што беше подчинет под Лидија Димова. Да. Замислете која личност. Не знам што се случи со неа. Не знам дали има Маратонски разресничето и процес. судски Нема да спор заврши неизин. никогаш, да не се лажеме. Меѓутоа, тој е тој човек со тој капацитет. Тој истиот човек која беше референдумот неуспешен, бидејќи беше бойкотиран референдумот за промена на името, на едно од главните мејнстрим медиуми светски, ако не беше баш и BBC, тврдеше дека не имаме успешен референдум, бидејќи повеќето од луѓето, тие 36% што излегли, гласале за. Да. Мислам дека водителката само што не го проголта микрофонот. Мислам, згрозена беше. Покуша неколку пати да му каже дека сме немале воопшто цензус, превод, дека е тоа смешно. Така. Не, тој инсистираше тоа. Па се прашам како смееш со кој ум да ставиш таков човек што не познава закони, што тера само политиканство, ништо друго, и сега да го ставиш за евроинтеграција. Јас во таквите евроинтеграции, каде што носители се Маричич и таква тајфа, не верувам. Потоа ни зборува за голема вклученост на невладини организации. Да извини, ама јас ќе се кладам. И уште веднаш можам да напишам листа на невладини организации, која што на вистина ќе биде вклучена и ништо нема да заврши работа. Како и секогаш. Бидејќи се хронични да. неработници, а се многу алчни за пари. Да. Лежи лебо И знаат да зборуваат и да етикетираат и се друго. Тоа им е серџиството. А сериозни невладини организации кои што навистина би можеле да работат, ќе останат на страна бидејќи тие се етикетирани. 20 милиони треба да поделат годинава според знам, и ќе си ги поделат, нема гајле. Него за студентите за храната, нели, да, многу да, апсолутно. Не немаме учебници, почуваме година школска, веќе стигнавме до половина. Втора полугодие, да. Да, за прво, второ, четврто, петто оделение нема учебници за гимназистите. Во второ полугодие има ветување дека И подобро да не ги прават како ги прават како што ги правеа, нели? Страшно. Катастрофа со тегаш. Катастрофа. Значи, по секоја основа државата тоне, се распаѓа, се партизира додатно, значи не можете да помислите да добиете некоја функција во оваа држава. Не знам колку да сте квалитетни, не знам колку да сте квалитетни. Не знам сите знаења на светот да се собере кај вас. Нели имате партиска книжка на една од овие ентитети што се во власта, вие сте изгубен случај. Готово е со вас. И тоа продолжува, знаете, таа една ситуација, но една поента сакав да кажам. Оваа влада, уште од самото формирање, која беше донесена со кран, буквално, преку шарена револуција, такви револуции сме гледале ни светов
кој ги организира и на кој начин ги организира, кој ги финансира. И зошто, да. И зошто? Ова е толку тенка влада, што нема за себе политички капитал. Нема политички капитал во вид на големи рейтинзи и големо гласачко тело. Кога нема такво нешто, таа не смее да се дрзне да прави вакви капитални грешки и капитални проекти што ја чинат Македонија многу. И по националните прашања, по идентитетот, и по, да речеме, носење на лоши закони. Тие ке правеле се реформа на администрацијата, која што ја зголемија енормно. Тие ке правеле реформи во правосудството. Како тоа ќе го направат? Како тоа ќе го направат? Кој пак криминалец се бори против корупција? Така. Ми беше исто така дегутантна изјавата на Славица Грковска, која што, како одговор на Американската амбасада, рече да, треба да имаме луѓе со интегритет за да немаме корупција. Абе, интегритет, постои нешто како опиплива работа, како шолјава? Не. Како ќе измериме кој е со интегритет? Не може тоа у закон да се стави со пропишани норми. Како тоа? Ние немаме закони за антикоруптивни закони и сега интегритет. Каков интегритет? Тоа вие, као во пола закони што имате, една од речениците, која се бира министар во било кој закон, министерот ќе обавува должноста совесно и не знам во согласно законите. Дали ќе обавува? Кој ќе го казни ако не обавува? Ќе го молиме за оставка? Значи, и одговорот кон Американската амбасада, кон конкретни барања за борба со корупцијата, е пливачки одговор. Што значи дека не мислат никаква борба против корупција да спровед. Човекот кој што многу милува да тресе квалификации од ракав, кој што се вика Ковачевски се презива, инаку има два надимака Таче според татко му и Ќуран, оној Кумановскиот, претпоставувам не е Бадиева шепурењето ќе да било, но еве денеска повторно тресна една етикета, ги милува медиумите, пред тоа нас нели не реметеше, па се извинуваше без да именува со сите оние шаради. Не се извини баш. Не беше, тоа извинување не може да го признае никој, да бевме држава ќе го тужевме, ќе му ги земевме сите пари, така викаат во Америка, но истиот тој човек денеска, кога беше баш зборот за оној со бугарска самосвест македонски граѓанин, посочи дека треба да се преиспита улогата на опозицијата во случајот. Во превод, Таче ја обвини и опозицијата, токму таа изјава што следуваше околу ова што го кажавте претходно, приврши со една констатација дека требало да се приспита и улогата на опозицијата. Повторно, како што беше и во короната, како што и за се, сега опозицијата, односно вие сте виновни за ова што се случи и во Охрид, така? Не, ние не сме виновни, но дефинитивно е дека имаме поголем политички капитал, го покажаа тоа и локалните избори многу добро. Анкетите и многу повеќе луѓе стојат зад опозицијата, одошто за Тача и оваа тајфа која што не раководи. Знаете, тоа секогаш им е најлесно да го направат, да удрат по опозицијата, дека таа не работи како што треба, дека таа ги кочи, знаете, имаше една изрека српска, подметнува клипови во револуцијата која што тече сега. Во ниедна држава опозицијата не е крива. Крива е власта. Власта е носител на сите процеси, а поготово во земја каде што нашата опозиција е константно игнорирана. Зашто е седната на маса, зашто е договорено со неа, што е, какви консултации се прават за клучни прашања, пазете. Така да опозицијата може мирно да се седи на страни да гледа што се случува, само што жално е за народот, знаете, тажно е за народот ова што му се случува. Ако ништо друго, опозицијата треба да му воочува нонстоп на луѓето, да им воочува што им се случува, зошто тоа им се случува, дека тоа може да биде променето, дека тоа не мора да биде така. Тоа е улогата на опозицијата сега, не друго. Иначе сите полуги на власт, секој власта се разбира и дека опозицијата не е тука многу могна да промени. Као што гледаме, не сакат избори да дадат предвремени, што е штета, голема штета е, да видиме
евентуално, дали нема да се добрукаат до крај, па дали може би и народов нема да изреагира за оваа сиромаштија во која што лакмус живее. хартија за тие уставни измени, подобра од изборите. Еве им бујрум така Да, апсолутно, па нема друго. Па нема друго. Така? Нема друго. Конечно и она изјава на амбасадорката американска мирисаше на избори. Така. Значи, кога ви вели Шлаканица имате голема беше. корупција Така, кај највисоките ешелони на власта, Така. тоа не значи ај сега поправите се самите вие, бидејќи јасно е дека не може да се поправат. Тоа значи размислете за избори. Време ви е за избори. Така. Дали може би Грковска мислела интегритет со интегративци нешто да не помешала? Мислам, па тие луѓе имаат интегритет бидејќи се Ја овде не гледам ентитети со голем партија. интегритет. Так. Гледајте, а сега Алијанса за албанците. Така. Повторно се истите флоскули како и тача. Да, ги предупредивте обезбедиме вие, да, Европската унија, Так, да го обезбедиме тој Прва пат. баба лам, Па баш, прво, така, да. вие како опозиција во парламентот се знаеше како албанци дека ќе гласате за уставни промени, значи не ви треба да влезете во власт за да гласате за уставните А промени. вака ги спасувате. А вака ги Од спасувате. огнените момчиња кои што може да ги умнат многу го е спасувате парадоксално. дуј. Да. При тоа Али си ја Ахмед, затварате да. вратата, Така. значи на некој начин му ја раснете силата на Така. Дуј, кој што е разединец, оваа огнена група, сега му давате замец на Дуј. И на ја Тач, не да. знам, не ми е јасно уопште логиката на Таравари, сега малтене непосредно пред избори да влегува во власта. Не, навистина не можам таа логика да ја разберам, освен трка по министерски места, трка по директорски места и така натаму, а сето тоа создава една клиентела, бидејќи кај нас од клиентелизам се добиваат изборите, ќе добие една бројка на луѓе кои што ќе ги вработи и кои што благодарни за тоа ќе го гласаат на следните избори. Меѓутоа, голема е бруката, знаете, голема е бруката, бидејќи нема никаков аргумент, се познаваше и по физиономијата на Таравари која тоа го кажа. Свесен е тој дека не е вистина, дека со тоа ја обезбедуваат европската иднина и ќе ги пробуткаат уставните измени. Па еве, ај, ако можете, пробуткајте ги. Не успеваат да ги пробуткаат, затоа и нема пленарна седница И за го уставните одложува, измени. да, и не е ни Го почнато одложува. собранието толку време, не е Не почнато со работа, работи. а нема ни Не аберат работи. кога ќе започне Да, со да, работа. да, не работи. Се Не плашат работи. од собирање на пратениците на едно место, бидејќи самиот еден од од коалицијата од албанските партии рече сега сме 60-60. Па нели бевте 64-60? Да, Сега да. претпоставувам огнените момчиња ги тргна на страна, па се ако се 60-60, Да, веќе да. тоа не е влада, тие немаат тогаш. Затоа велам, мнозинство, тие нели? немаат политички капитал за себе, за сите овие проекти големи кои што ги направија. Така. Значи, немаат политички капитал, немаат доволно луѓе, немаат доволно гласачи, не стојат луѓе за нив. Си се измеривме на референдумот, кој е за што е. Значи, најмалку се не можат да очекуваат дека ќе се случат тие уставни промени во овој мандат. Да. Нема да се случат во овој мандат. Кој што реков, не се страшни уставните измени, толку ние станавме веќе устав на Обединети нации, кого се немаме во уставот. Меѓутоа, работата е што она што го отвара после таа преговарачка рамка, заедно со протоколот натред, тие се страшни за македонците. Како што реагира кога беше онаа шлаканица со корупцијата директно од Вашингтон, тогаш сите се натопорија и рекоа фати го крадецот, така барем ми залише Да. на мене кога рамиите го кажуваат тоа знаејќи што Да, се случило. Ова што се случи со опозицијата последно и денешното набедување на Таче дека опозицијата има вина во случајот со Бугарија беше повторно ми заличе на она фати го крадецот кога го кажува рамијата. Зборуваме за партија која што го потпиша договорот за добрососедство, кој што нема Д од добрососедство, но нели тоа беше иницирачката капица, потоа продолжи со Преспанскиот договор за да финишира со овој небулозен француски договор кој што е се само не француски, бугарски 100%, нели? Но потпишаното овие ви текнува на рачињата дигнати на Таче со кој што триумфално прослави нешто кое што му го меѓу другото му го распорувало стомакот. Како може да славите нешто кое што ви го распорува стомакот и тоа ми е малку парадоксално, но тие не сакаа да признаат дека и
палењето на Ванчо Михајлов и кршењето на цар Борис III, фашистички клубови за култура кои што треба да бидат. И ова што се случи можеби во Охрид, а можеби и не, бидејќи повторно не знаеме што точно се случило, освен дека човекот има криминално минато, тие не сакаат да признаат дека се виновни за сето ова, па не можете вие како опозиција, нити дозволивте да се оформат овие клубови, нити пак го подпишавте тој договор, протестиравме сите против тоа, не прифатија, и сега кога се разгорува една страшна национална омраза, благодарение на нив и пуштањето на вода на бугарите кои што како дојда не можеа да му забранат на Џамбаски, не можеа претходно на Костадинов кој што втор пат доаѓа да го каже ова, тие повторно ја гледаат вината во вас, не мислите дека некогаш ќе признаат вина за нешто или да преземат одговорност? Дали било модуларна болница, дали било автобусот кој што не смееше да вози, дали ова што се случува сега во Македонија? Никош нема преземат одговорност, они не се спремни да се борат воопшто против сите овие појави. Да беа спремни, до сега ќе видевме некаква завршница. Она што го гледаме е на нивни полени, застарени пресуди, не стигнала поканата на време и така натаму, предмети кои што одат ад акта, тоа го гледаме секој ден. Но разрешница на овие случаи, мега криминални случаи, не ги гледаме, никаде ја не можам да ги видам. Значи, овие не се спремни да се борат, они учествуваат во тоа како. Пазете, кој му го измери богатството на Заев пред да влезе во политиката и сега? Кој? Мислам, не политика како премиер, туку и предходно како градоначалник. Па ние го слушавме на снимен за барање подкуп. Како доби завршница некаква, го ослободија. Немало пари. Па самото барање на подкуп е криминално дело, кривично дело. Значи, не се спремни, апсолутно не се спремни. И зошто би биле спремни? Кој ги закача? Гледаме ли народ на улица да се побуни? Не гледаме. Тука гледам и голема вина кај апатијата на народот, една незаинтересираност, една разочараност, може би, кога се движам по улици ке ми придат луѓе, до кога ова ќе го трпиме, дали си мислам ке го трпиме додека сите заедно не излеземе и не ги симнеме од овие власт. Бидејќи тие сами нема до редовните избори да сакат да се трнат од власт, бидејќи знаат дека ќе изгубат власта во наредните избори. И тоа ќе изгубат дебело. Не гледам разрешница некаква, апсолутно, нити пак промена во нивното владење, знаете. Тие не можат да владаат поинако од ова што го прикажуваат секој ден. Значи, како може да ви текне воопшто? Во сред енергетска криза, вие да отварате енергетски компании на жени, на деца и така натаму и да го правите народот недоветен, дека не се сеќава, дека вие ќе станете милионер, можда и милиардер, на грбот на нашите високи тарифи за струја, на нашата неспремност на државата, да не снабдува константно и сигурно со енергенси, ништо да не направите во овие години. Замислете систем, бидејќи ние не сме председателски систем, премиерот е според извршната МОК и се, нели, главниот. Зборуваме за првата дама, реално, која што во моментов прави бизнис, како што вели Таче, со своји пари. Тоа е нов брак некој во Македонија, своји пари, мои пари. Нека не купи некој од неј за струја. Така, и имате конфликт на интереси неверојатен, а изговорот е, па тоа го прави со своји пари. Замислете, каде било во светот. Кој народ тоа проаѓа, да ве прашам, кој народ тоа проаѓа? Да, никаде, да. Никаде не проаѓа. И сега, кој е тука крив? Тие можат што сакаат да кажат и кажуваат што сакаат. Но народот ќе рече дека некој треба да ги поведе. Остануваме со отворено уста. Остануваме запрепастени, остануваме згранати. Скандал, нов срам, нов резил, секој ден. Нов и све гнев, се препокрива едно по друго, ние заборавивме едно 1000 афери наназад. Кај се рекет 1, 2, 3. Такви страшни работи ги заборавивме. Кај се разрешниците на тие мега скандали? Пасошите, сето тоа, да. Пасошите. Секој ден излегува нов наркодилер со дадени такво нешто. пасоши. Да. Значи, се наградувани сомнителни луѓе со амбасадорски места.
Пазете, тоа Ама се и најубавите Советот места. на амбасадорите реагираше и даде силна подршка на ова што се случи со Бугарија. Оние како пензионираните комунјарски кадри ги викаат, нели, натопорени, излегува со сиот ум и дадоа страшна осуда и подршка на сето тоа. И со истиот вокабулар, како власта претпоставувам на копче се и тие, нели, па им се јавил некој и кажа, целата приказка е многу, медиумите се тие кои што се, ние им бодеме очи сега заедно со Телма, нели? Но целата приказка е таа. Имаме многу теми за отворени. Како смеат да си дозволат да тргнат по медиумите? Мислам, тоа е нешто што во развиена земја не би смеле да помислат да го направат. Нормално, Апсолутно не би смеле и би квази завршиле демократи за кои што пријави. продаваат, нели, приказката, гледаме што зборувам, но нешто правам, Апсолутно. изборуваат на страни прав. Апсолутно. Ова ќе биде една од темите во вториот дел. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професор доктор Солца Грчева. Одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш. Останете со нас. Се враќаме во што не е јасно. Наш гостин е професор доктор Солца Грчева од Глас за Македонија. Професорке, имавме еден невиден, барем подолго време, ако не и некогаш и никогаш не виден во Македонија атак врз медиумите. Да, имаше предходно квалификации и од еден премиер, нели, од предходната влада, па онаа што предходеше на оваа влада, иако е истата, исто даваше квалификации нарекувајќи непријатели, но тоа беше македонец, нарекуваше македонски телевизии за непријателски и во основа приказката се сведуваше на незадоволниот од третманот, нели, и сето тоа. Овој пат имавме преседан. Имавме албански председател на партија, на најголемата, башка со едно милје кое што не е баш за пофалба и начинот на кој што има дојдено на таа позиција и на која што е 22 години веќе, тој Алфа и Телма ги нарече непријатели на албанците. Ајде што го направи тоа, имавме едно извинување од него кое што не беше извинување, но беше подобро од она на Ковачевски. Ковачевски кој што наместо да го осуди тоа, рече дека Ахмети имал аргументи за тоа чим го кажувал, па уште толку дотури масло на огнот, нарекувајќи не нас исто ваква телевизија, онаква телевизија, додавајќи етикети и квалификации, за да се извини, не извинувајќи се како, нели, киша око Крагуев, со што викаат северните соседи на насила северизираната Македонија. Значи, имавме еден сплет на околности, на крај никој не се извини, реално, а имавме на национална база нешто што и ден денес, ако се случи, не дај Боже, но може да биде нападната екипа на една од овие две телевизии од некоја вжештена доевистичка глава која што сака да се упика за тендер или вработување, така? Апсолутно. Мислам, без преседан, безобразно, нецивилизирано, недемократски, во цел свет медиумите, знаете, тие не смеат да шират лаги. Апсолутно, тоа мора да има заедничка основа на сите можни главни медиуми, макар што имате и булеварски медиуми, секакви, каде што се шират и дезинформации, меѓутоа оние мејнстрим што ги велат главните медиуми не смеат да шират лаги. Од тука натаму се зависи од уредувачката политика. Така функционира светот. Така функционира светот. И во Америка имате CNN едни приказки, односно приказката е иста, но на друг начин се толкува, се аргументира од Fox News. Но не смеат да лажат. Така. Така да нападот на медиуми покажува една немок, еден примитивен однос во суштина. Но ја не би рекла дека е тоа притисок врз медиумите. Ова веќе станува закана за медиумите. Не е притисок, ова е закана за медиумите. Ако вие велите дека тие работат против албанците, па вие и тоа како ќе дувате на матеница, секојаш кога ќе викнете некој албанец или ќе зборувате за албанци во емисијата, бидејќи на вистина може да осетите врз себе многу непријатни работи. На теренот од нашите екипи. На теренот од вашите екипи се разбира. Така. Јас не знам од каде е таа. Да. И воопшто би сакала малце по-генерално околу овој проблем на што го потегна Ахметина така наречена албанофобија на некои медиуми, но ја мислам дека не мисли он само на некои на тие два медиума, него пошироко мисли. На сите што се против од каде е тој комплекс кај нашите така албански гледа. партии, кои што имаат огромни права, исти
кон нашите, еве гледаме сега со облегување на алијанса, ние ќе имаме практично албанска влада. Да не се лажеме. Веќе имаме СДС мнозинството, и мнозинство ќе бидат... 3 министри. Да, апсолутно. Од каде е таа еден комплекс кој што се влече од минатото? Второ што ми дава право да зборувам за некаков нивен заеднички комплекс е со тоа што трчаат секогаш помислење кај Еди Рама. Дали ги сметаат албанците во Албанија поалбанци од себе? Зошто ги сметаат за поалбанци? Поумни ги сметаат? За се нешто овде кога се случува, а се однесува речи си исклучиво на македонските национални интереси, што би требало да бидат и нивни интереси, знаете. Се трча кај Еди Рама. Или се трча на Косово. Еден од другија партии, мислам, Беса предложи, кај Албин Курти да сме оделе за уставните промени. Па чекајте, мислам, прво, која држава тоа го дозволува? Нам ни се сервираше овдека албанска, односно тиранска платформа. Ние, колку и да бевме против, ни паѓаше тешко тој Охридски договор, го прифативме, го ставивме во устав. Но сега веќе е згазен тој рамковен договор. Сега веќе немаме мултиетничко општество, немаме двонационална држава. А тоа е веќе опасен терен. Опасен терен. Со фалсификуваниот попис, последниот, тоа е веќе опасен терен на кој што се движиме. И покрај сите тие работи во кои што тие се изборија со уцени, бидејќи без нив власта нема да постои, ова е власт на конец која што се држи, со многу мал број на претеници, тие се уште чувствуваат една фундаментална, да речам, несигурност, една инфериорност без потреба. Јас не гледам никаде во своето обкружување никаква албанофобија према обичниот албанец, према луѓето, према народот, апсолутно не. Но политичариве се тие кои што создаваат огромни јазови. И потоа ни велат дека тие се тие што ќе ги залепат тие јазови, ќе ги премостат тие јазови. Не може кога еднаш ќе ги направите. Значи, кога до толку ќе не електризирате нас како македонци, што гласате секогаш против нашите интереси, што кога ние протестираме, вие правите тие прават огномети во чаир, кога ние протестираме не за албанците, туку ги штитиме нашите права, па сме гаѓани под стоковна куќа мост со камења од озгора. Значи, станува збор за македонофобија, не за албанофобија. Само што кај нас луѓето немаат петља, би рекла, да го кажат тоа јавно и да се спротистават на таквите појави. Ние сме државотворен народ, тоа никој не може да го порекне. Ке имаме утре и вистински попис, не ваков попис во кој што ги снема и србите, и ромите, и сите ги снема. И македонците се намалија со најмалку 10-12%. Ке имаме, па ќе си ги измериме силите. Меѓутоа, работата е да не гледаме кое што е, работата е да функционира државата. Сега ќе ве прашам, каков е тој закон? Еве јас бев во собрание кога се гласаше законот за администрација. Тој беше направен по модерни принципи, по мерит систем. Значи, со влезни тестови, со испитување на компетенции на таа администрација, со напредување исклучиво на база на компетенции. И потоа имате правична застапеност на заедниците. Тогаш све паѓа во вода. Значи имате држава која се води само од партиски интереси и никако немате држава со професионална администрација. Затоа ми е смешно на Мариџич денешната или вчерашна изјава кога беше дека ќе правеле реформи во администрацијата, баш да ги видам какви реформи ќе направат. Значи, нас не направија бинационална држава во која што изгубивме не само ние, изгубија и другите етнички заедници. И тие сега се наоѓаат засегнати да кажат дека во Македонија постои албанофобија. Знаете, нападот е најдобра одбрана од она што тие во суштина го прават. Понатаму за Телма беше обвината дека станува енергетска компанија, дека се стручњаци за енергетика.
Па што е целта на истражувачко новинарство, ако не е да ги испита сите тие работи кои што ни се случуваат, драматични работи Енергетската во влада, енергетика. значи Ковачевски, Ахмети, Заев, Ангушев до вчерашниот Па еден. нема да дозволат да Так, се чепка на да. тој терен, бидејќи ги сите боли. имаат фирми, Так. бидејќи сите мислат да добијат големи пари од Мак енергетиката. Петрова работи 50 години, тие се 10 години на сцена, така сега им пречи, Да. им пречиме ние исто Да, така. да, Знаете, да. се повторуваат некои работи, на Ахмети му запречи моментот што ние и Телма го третиравме како што треба моментот со огнените момчиња. Не заземавме страна, туку го принесовме Изет Меджити кој што ги прави бербат и ги направи бербат и сета онаа свита околу него, па го кажа тоа што го кажа, наеднаш, нели, како што велите со нападот е најдобро одбрана, ние сме албанофоби. Истото го направи чина ми Радев и компанија со приказката со ново печениот, нели, маченик. Сега ние сме македонците повторно бугарофоби, албанофоби, бугарофоби. Тоа се нарекува проекција. Така. Она што го прават тие Да. го проектираат на вас. Така, Фројд Значи, има тука малку. Тоа е, па, дали е Фројд или е некој друг Да. психоаналитичар, не е важно, меѓутоа е познато како феномен, се вика проекција. Така. Она што јас го мислам, ви наметнувам на вас да мислат луѓето дека всушност вие го мислите или го правите. Ова е типично позната, да речам, теоретска работа, сите ја знаат. Сега нас ке не прават и бугарофоби, и албанофоби, па мирен народ од македонскиот народ, заради што и пострада многу во историјата, не постои на Балканот, апсолутно не постои. Без претензии кон никого. Нас овие, без политичкиот капитал, не откажа и од нашите македонци во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, овие немале таков устав за да ги прифатат нашите македонци, овие пак таму населија луѓе од Малазија за да ги поништат и физички да ги снема егејците што мигрираа повеќето за Австралија и Канада. Значи, ние се откажуваме многу лесно, ние устав сменивме за да ги отфрлиме нашите македонци, кои што патем, јас сум била во Канада и одржувам врски со тие наши луѓе. Значи, тие зборуваат подобро македонски од нас. Да не се лажеме, тие не зборуваат ни оној јазик од пред 40-50 години кога се селеле, го зборуваат модерниот јазик. Сретнав еден куп студенти во Канада, млади македонци кои што зборуваат перфектно македонски. Значи, има на високи позиции, има пратеници во парламентот во Канада македонци, бидејќи има огромна заедница. Таа е високо писмена, интелектуална заедница. Не, ние ги откачуваме, тие не постојат, зашто ни се диаспората ни се мешала овде, тие немале право, ако сакале нека останале овде, молам, па тие не можеле да останат. Тие се под прогонот и да Заради ни ова таму. што се случува и ден денеска и заради тоа што си одат младите и ден денеска истата приказка, 8 од 10 млади македонци, македонски граѓани, без проблем ќе си заминат ако им се пружи првата шанса, така Па си беше заминуваат, истражувањето, така. сите наши семејства се 10 кувани. Броевме дека од нашето блиско семејство, од 10 деца, 7 се отидени. Како можат да дојдат до било какво работно место кога јас зборувам вакви работи на Балансери, телевизија. бадентери, да. Како? Така. Па, син ми, малиот, беше вработен неколку месеци, не е важно каде, во една фирма каде што имаше и ниска плата и се. Веднаш штом дојде овие на власт, во понеделник се смени директорот, во петок син ми доби отказ. Значи, како пазете, тоа се деца кои што не само што сакаат да бидат вработени, се разбира, тоа им е потребно, семејства не можат да направат. Меѓутоа, интелигентни деца сакаат и кариерен развој. На каков кариерен развој ќе сметат, ако секоја гарнитура како ќе се смени, така ги брка од работа. Ова стана ненормална реалност, ненормална. Но изгради 1300 километри патишта, така? Така барем тврде последното. За патиштата. Ова е можеби во најимагинарната на С. Па веќе, Македонија знаете, да не можете да го проверите тоа, може и ќе ни излажат. Еве, јас едва и довозев до вашето студио по овој пат што води, пазете, и кон Косово. Значи, кон соседна држава води. Не се вози, едноставно не се вози. Единствениот пат кон голем наш туристички центар е
катастрофа. Охрид зборуваме. Патот кон Бугарија катастрофа, кај околу Крива Паланка. Од Ранковце натаму не се вози воопшто. Не дај Боже на кај Ќапасан да отидете. Влегувате од Србија, каде што спие автопатот, влегувате тука како во изгубена земја. Нема знак, попаѓани знаци, испукани знаци со куршуми, навалени, избришани, немате оние крајпатници кои што светат. Отпадоци на секаде. Едва и бидејќи знам кај се наоѓа клучката за Скопје, па ја погодувам случајно, иначе според патоказот нема да ја погодам. И 2-3 пати ми се случило да ја погрешам таму, бидејќи тоа на ништо не личи, тоа се лепенки врз лепенки. И тие изградиле патишта, кои патишта се изградени? Кои патишта се изградени? До некое селце по 2 километра, па ги зброја, па на асфалтот што го заменуваа со нов асфалт по 3 пати повисока цена од вистинската, но тоа е за нив градење на патишта. Така е, тоа е вистина. Па и тоа е многу лошо направено, видовме дека пропаѓа одма за една година пропаѓа тој асфалт, бидејќи нема ни адекватна подлога ни ништо. Значи, овие луѓе се неработници, тоа сакам да го свати народов. Јас малку повеќе ги знам. Уште тогаш бев многу разочарана. Тие не сакаат да работат. Не сакаат да работат. Тие се одвоени од проблемите на народот. Нив сиромаштијата не ги интересира, не ги тангира. Воопшто не ја гледаат. Гледаат над луѓето. Апсолутно над луѓето. Нив не ги интересира што пазарот е празен, што сите тезги се затворени заради покачување на онаа тезгарина, дека луѓето крај со крај не можат да се остават. Нив не ги интересира дека една држава како нашата, па бога ми многу посилни држави од нашите, се базираат на мал бизнис, на микробизниси, тие сега им ги зголемуваат давачките. Токму на тие, на ординации мали, на фризери, на козметичари, на, не знам, на угостители и така натаму. Значи им ги затвараат бизнисите, прошетајте ни Скопје, секој трет, четврт дуќан работи, другите се затворени. Тоа не ги интересира. Не ги интересира, апсолутно не ги интересира. Нити направија некои социјални пакети. На тие луѓе треба да им се помогна, не уште со давачки да се оптеретуваат. Замислете една Јапонија, која што е високо развиена земја, 85 до 90% и покрај оние гиганти индустријски што ги има, се базира економијата на тие мали бизниси. А камоли кај нас? Камоли кај нас? Се надевам дека ова што ни се случува во моментот на апатија, нели, рамнодушност, може слободно да ја наречеме и тишина, тлее, ќе се надоврзам на ова со нешто што е поврзано директно со вас, една од моите омилени, нели, песни е. Ако имаш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Се надевам дека ова што ни се случува е така некој набој кој што ќе еруптира на арно, нели, на сето што нели го живееме. Зборуваме за 100 годишнината од раѓањето на великанот Ацо Шопов, вашиот Чичко. Ова е годишнината кога имаме чест да го чествуваме сето тоа. Еве. Да. Би сакала да кажам неколку збора за тоа. Ацо Шопов беше и останува еден од великаните на македонската поезија, преведен на многу јазици во светот. Ова година е посветена, културно посветена на неговото 100 години од неговото раѓање и би ги поканила слушателите да прочитаат еден куп песни како што е Очи од Ацо Шопов, бидејќи тој беше партизан во третата македонска ударна бригада, заедно со мојот татко, заедно и со другиот Чичко. Би ги поканила да ги прочитаат и епот, фантастичен еп на Грамос, точно за Егејска Македонија, која што ние ја откачивме и не ја третираме. Постулати општо и партизаните и се врз кои што се гази денес како се гази. Што е најстрашно, децата, внуците на партизаните со ова све се согласуваат, нема проблем, бидејќи се фино позиционирани, можат да земаат пари и така натаму, газејки врз идеалите на собствените предци, на своите дедовци и така натаму, навистина е штета. Ки има голем број на културни настани, ја би сакала само една реченица да кажам, денес ја напишав на Фејсбук,
Тоа е еден стих од песна која што е од стихозбирка наречена Аманет, раѓање на, мислам дека е раѓање на зборот. Не, Дрво на ридот, од таа збирка е, каде што се вели Македонија е судбина на светот. Светот е судбина на Македонија. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи и здрави, чувајте се многу. Програми што можат да ја вознемират малолетната публика се препорачува надзор од родител или старател.